Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Колкави се дознаките од странство? Како невработените кои што ги примаат да добијат здравствено и пензиско осигурување? За оваа тема ќе разговараме со мојот гостин Благица Петрески, извршен директор на Институтот за истражување и економски политики Фајнанстинг. Добар ден, Петрески, ви благодарам што издвоите време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ви благодарам. Вчера презентиравте еден нов предлог. Невработените лица кои што примаат дознаки од странство да добијат пензиско и здравствено осигурување. Од каде ваквата идеја? И која е суштината на овој нов предлог? Точно така, вчера беше промотивно презентирана мерката за здравствена и социјална заштита за ранливите категории на граѓани кои што примаат дознаки. Главната мотивација на ваквото наше истражување потекна од фактот што Македонија значителен износ на дознаки прима во текот на годината. Тој износ е околу 4% од бруто домашниот производ, што не е занемарлив затоа што е дури поголем од износот на странските директни инвестиции. А од друга страна, се уште Македонија се соочува со одредени проблеми, како што е стапката на сиромаштија, како што е стапката на невработеност. И од тука ни потекна идејата зошто дознаките да не послужат и како формална заштита за ранливите категории на граѓани, бидејќи најголем дел од ранливите категории на граѓани овие средства ги користат за своја тековна потрошувачка. Дури 90% од нивната тековна потрошувачка ја покриваат со овие дознаки. Идејата која што вчера ја промовиравме е да се воведе ваучер за примателите на дознаки, кој што ќе има улога за здравствена заштита, меѓутоа истиот е поврзан и со пензиска заштита во иднина. Како е дизајниран ваучерот? Предпоставката е дека секој невработено лице кое што прима дознаки од странство преку официјални канали, дали е тоа банка или е тоа институција за брз трансфер на пари како Western Union, да има можност да добие од државата ваучер во некој просечен износ за потреба за здравствени услуги. Тоа според нашите пресметки тоа е околу 250 денари месечно, кој што ваучер би можел да се искористи за здравствени услуги или за лекови. Истовремено, лицето би издвоило околу 6% од примените дознаки на приватна штедна пензиска сметка, како што е, например, третиот столб. И на така дизајнираниот ваучер, ефектите покажуваат дека лицата ќе подобрат својата здравствена состојба за 0,2% поени. Ваучерот е дизајниран врз база на претходни истражувања кои што покажуваат дека дополнителни 2000 денари примени дознаки ја зголемуваат општата потрошувачка за 1176 денари и ја зголемуваат потрошувачката за здравство и здравствени услуги за околу 370 денари. Има ли интерес од надлежните за ваквата идеја? Како што претходно напоменав, оваа идеја беше промотивно промовирана на вчерашниот настан, меѓутоа ние во текот на целокупното истражување консултиравме и експерти од областа и на социјална заштита и од областа на здравствен менеджмент, а исто така и во текот на подготовката на настанот дискутиравме и со релевантни лица кои што добро го познаваат системот на здравствена и на социјална заштита и наидовме на многу позитивни размислувања дека оваа мерка е многу полезна. Ефектите кои што би се добили од оваа мерка би биле многу позитивни, посебно за најранливата категорија на граѓани. Меѓутоа исто така добивме и одредени препораки како овој ваучер да биде модифициран, односно прилагоден на моменталната законска поставеност. Така што ова беше една првична идеја, каде што се надеваме дека носителите на политиките дополнително ќе ја разгледаат и врз база на дополнителни истражувања или дополнителни модификации ваучерот ќе се најде како една формална мерка за социјална заштита на ранливите приматели на дознаки.
Официјални податоци нема за тоа колкави се дознаките од странство, меѓутоа имате ли некакви пресметки? Колку годишно пари се слеват? Официјални податоци нема колкави се, според нашите пресметки околу 400 милиони долари е износот на примени средства по основ на дознаки. Скоро половина од овој износ на средства доаѓаат од неформални канали. Тоа е една од идејата зашто сакаме овие неформални овие средства да се трансферираат кон формални канали, затоа што бенефитите не само за индивидуалните корисници, туку и за лицата, туку и за целокупната економија би биле далеку поголеми доколку истите се примат преку формални канали. Колку невработени лица примаат дознаки од странство, живеат со тие пари, што ќе им ги пратат иселениците? Точни проекции не може да се направат, меѓутоа според нашите проекции, според истражувањата кога испитувавме колкав број на лица би биле таргетирани за овој ваучер, за нашиот ваучер околу 88.500 лица би биле таргетна група кои што потенцијално би го користеле тој ваучер. Тоа се невработени лица. Невработени лица. Така. Дали кризата ги намали дознаките изминатите години? Економската криза во Македонија не се одрази силно врз девизните дознаки и во годините кога кризата беше најсилна, дознаките останаа стабилни, што повторно го потврдија фактот дека дознаките имаат улогата на неформална социјална заштита за Македонија. За разлика од нашите соседни земји, каде што дознаките драстично падна. Меѓутоа, тоа многу зависи од тоа каде ни е лоцирана нашата диаспора. Нашата диаспора е лоцирана во земји како Германија, Швајцарија, Австрија, преку океанските земји, кои што од кризата не беа значајно погодени. За разлика од нашите соседи во Албанија, каде што диаспората е главно лоцирана во Италија, а Италија знаеме дека беше најсилно погодена. Тоа се едни од причините зошто Македонија остана имуна на кризата, гледано од аспект на дознаките. Имате некакви пресметки колку месечно им праќаат? Во просек? Немаме месечна пресметка, меѓутоа имаме годишна пресметка околу $1,200. Семејство? Во просек, да. Така. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Благица Петрески, извршен директор на Институтот за истражување и економски политики Financing. Вашиот институт, Петрески, прави различни истражувања. Едно од нив е за јазот родовиот јаз помеѓу мажите и жените. Што покажуваат бројките? Зошто жените се помалку платени од машката популација? Точно Институтот за економски истражување и политики Financing го третира родовиот јаз во платени своите истражувања и резултатите покажуваат дека во Македонија жените во просек заработуваат 12,5% помала плата од мажите, која ќе се земат предвид образовниот статус кај ниско квалификуваните и ниско образованите профили, овој јаз е уште поголем, достигнува и до 28,4%. Но ова е просечен јаз, доколку се прави споредба помеѓу мажи и жени со исти карактеристики, образование, возраст, искуство, во тој случај јазот од 12,5% се зголемува на 17,3%. Тоа е така затоа што во просек вработените жени имаат подобри карактеристики од вработените мажи. Како да се смени ова? Низ истражувањата испитувавме кои се потенцијални фактори за ваквиот јаз. Неактивноста е еден значаен фактор. Во Македонија неактивноста кај жените е скоро 34% за разлика од мажите каде што е 1%. Веројатно во иднина потребно е да се направат напори за зголемување на активноста на жените на пазарот на труд, да се зголеми свеста за нивната партиципација, меѓутоа исто така да се создадат одредени услови како поголем број на градинки, поголем број на
институции за згрижување на децата, затоа што дел од таа неактивност се должи на обврските на жената за одгледување на деца, обврските за семени активности, неплатен семеен работник и слични традиционални, би рекла, повеќе активности. Исто така, како не само во Македонија, туку и секаде во светот постојат стереотипи на поделба на женски и машки професии, па така делот напорот потребно е да се насочи кон тоа жените да ги таргетираат така наречените машки професии. И секако на долг рок потребно е да се работи на зголемување на свеста за овој родов јас во плати. Ние како Finance Think имаме изградена веб платформа www.plako.mk, која што ја мери фер платата која би била за поединецот без разлика на родот. Имате информација колку жени се на раководни функции? Директори, членови на управни одбори? Не. Дали тој процент е драстично помал отколку во другите земји? Ние како Finance Think повеќе сме насочени кон јазот, економскиот јаз во плати, отколку репрезентативноста, бидејќи најчесто еднаквоста се сваќа како еднакви позиции на работни места, еднакви позиции на директорски позиции или еднаква застапеност во собрание, а многу помалку се зборува за еднаквоста во плаќање, колку жената е вложена во споредба со мажот и колку добива за тој свој влог. Направено истражување за ефектите од странските инвестиции во индустријските зони. Што покажува ваквото истражување? Сосема прелиминарно, ние во рамки на проектот Фискаст испитуваме преку кост-бенефит анализа на 9 значајни политики за земјата, кои се ефектите, односно кои се бенефитите, а кои се трошоците. Една од тие политики е политиката за привлекување на странски директни инвестиции. Сосема прелиминарно, резултатите покажуваат дека оваа политика има поголеми бенефити во однос на трошоците, посебно кога се анализираат на долг рок. Во неодамна во јавноста провеа значајна фама за тоа дека едно работно место кошта многу средства. Според нашите проекции, околу 7.000 евра кошта едно работно место и ефектите покажа дека на долг рок бенефитите се поголеми од трошоците. Странските инвестиции креираат нови работни места, го зголемуваат извозот и влијаат на севкупниот раст на економијата. Колку оваа политичка неизвестност од изминатата година влие за воздржување на странските инвестиции во државата? Колку негативно може да се одрази? Политичката неизвестност е еден од клучниот ризик во моментот, не покрај за домашните секако и за странските инвеститори, затоа што не постои сигурност какви ќе бидат среднорочните и долгорочните економски политики. На тој начин тие веројатно одлуката за инвестирање би ја одложиле за некои посигурни времиња. Владата излезе со проекција за раст од 4% оваа година. Може ли да се предвиди надолна корекција на овој економски раст? Доколку неизвестноста потрае, веројатно постојат такви можности, затоа што бизнис заедницата е таа која што најсериозно ги трпи ударите од оваа неизвестност и политичка криза. Како да се подобри бизнис климата? Имате некакви препораки? Некои мерки што треба да се за бизнис климата потребна е стабилност. Потребно е да се обезбеди стабилност, да се надмине оваа неизвестност, неизвестноста би се надминала доколку се реализираат фери демократски избори кои што ќе бидат прифатени од сите засегнати страни. Дополнително бизнис климата сметам дека е потребна зголемена ликвидност. Посебно и се потребни нови средства и свеж капитал за оние инвестиции и оние проекти кои што се поризични. И секако на бизнис климата е потребно зголемување на продуктивноста. Моето последно прашање до вас, Петрески, е кон што ќе биде насочен вашиот институт? Какви истражувања изминатиот период ќе правите? Ние сме насочени кон три главни широкопојасни делови.
делот на економски развој, делот на фискална и макроекономија и делот на финансиски систем. Во тие големи области во следниот период ќе бидеме фокусирани повторно на еден дел на родовиот јас во плати, еден дел ќе бидеме фокусирани кон фискалната економија. Во завршна фаза е претходно споменатиот проект Фискаст, каде што ќе ги презентираме тие јавни политики и исто така третираме теми за зголемување на работоспособноста на маргинализирани и ранливи категории на граѓани на пазарот на труд. Петерски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Ви благодарам и на вас за поканата. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ви информирам и за најважните економски настани оваа недела. 2000 невработени лица на возраст до 29 години бесплатно ќе учат компјутери и странски јазици. Целта е да си ги подобрат шансите за наоѓање работа. За проектот обезбедени се 200.000 евра. Лицата кои сакаат бесплатно да учат треба да се евидентираат како активни баратели на работа. Одлуката за странски јазици опфаќа обука од почетно, средно или пак напредно ниво. Може да биде за англиски јазик, француски или пак германски на целата територија на Република Македонија во сертифицирани обучувачки центри, додека пак обуката за компјутерски вештини за Microsoft Office. Голем интерес има и за обуките за дефицитарни занимања. Во Источна Македонија најпосетени се обуките за бравари, гипсари, монтери за фасади и сервисери на шивачки машини, затоа што за овие профили е загарантирано работното место по обуката. Интерес има и за другите мерки, особено за грантовите за самовработување. Самите фирми или мали предпријатија растат. Значи, во наредните години веќе имат план за вработување на други лица, односно го прошируваат своето производство или својата дејност. Субвенциите за осигурување на посевите даваат резултати. За 60% е зголемен бројот на склучени полиси за осигурување кај земјоделците, но надлежните велат дека интересот и натаму не е на задоволително ниво. Државата финансира 2/3 од парите потребни за осигурување на посевите од природни непогоди. Треба да имаат собственост на земјоделска површина. Каква култура имаат на таа површина? Испадна дека во пракса не одговара податоците кои треба. Наведено, например, во имотниот лист стои еден собственик, пријавена култура, например, тутун, а таму се сади жито. Награда за македонската влада од Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели кој се одржа во Истанбул. Рангирана како најдобра во Југоисточна Европа, во поддршката на претприемништвото. Владата направила значителен прогрес за развојот на малите и средни предпријатија. Тој напредок нотиран е и од сите реномирани институции. Наградата ја прими Владимир Пешевски, вице-премиер задолжен за економски прашања. Анализата покажала на Светскиот инвестициски форум на бизнис ангели дека чекорите што владата ги има преземено се од оние што се во овој дел на светот во најправилна насока. Се разбира тоа кога ќе се додаде на подобрувањата на бизнис климата што се направени, големиот број на веќе привлечени странски инвестиции, многу големиот број на ново отворени работни места покажува дека политиките на владата се во вистинска насока и дека е тоа она што реално наместо сува политика, тоа е она што реално ги подобрува животите на луѓето и ја подобрува економската состојба во државата. Наредната недела почнува сајмот за градежништво, на кој ќе бидат понудени попусти за плацеви за куќи и станови. Покровител е Министерството за финанси, преку кој се спроведуваат проектите Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. Поволностите ќе им бидат презентирани на саимските посетители. Општините ќе се представат со проектите кои што заедно со Министерството ги имплементираат во овој период за проектот Купи куќа за млади и ќе се представат со плацевите или со целата организација во таа смислена организација на стамбено живење. Се надевам дека ќе има и големи попусти и ќе оваа година има најголема понуда до сега на станови. За непол месец истекува рокот кога граѓаните мора да го пријават екстра приходот заработен минатата година. Од управата за јавни приходи велат дека се чека последниот момент. Досега од планираните 400.000 даночни пријави, поднесени се само 78.000. Обврска за доставување пријава имаат и вработените кои добиле К-15. Стануваат уште 2,5 недели до истекот на тој рок. Сега за сега бројката не е она која што очекувавме, но знаете,
Нашиот народ се чека во последен момент, очекуваме така да биде и оваа година. За жал, апелиравме веќе подолг период, апелираме сите оние кои што оствариле приходи минатата година да дојдат на време да си ги поднесат своите годишни даночни пријави. Граѓаните ќе можат да си ја надградат куќата без разлика дали е предвидена во деталниот урбанистички план. Единствена обврска ќе биде да достава до општината барање за одобрение за градба со претходно изработен проект. Услов е надградбата да не надминува 10 метри и 20 сантиметри. Општината на тој начин ќе мора да издаде дозвола, појасни министерот за транспорт Мисајловски. Во пракса тоа би значило, ако имате куќа со приземни од еден кат, сега ќе може да ја подигнете во висина со уште еден кат и поткрови. Оваа мерка не се однесува ако сакате да вршите доградба на куќата. Го променивме законот за да овозможиме секој еден граѓанин што сака да гради, да нема потреба да чека измена на план, а се работи за домување, зашто тоа е едно од најважните и најклучните прашања на секој граѓанин. А од друга страна директно може да ги добие сите мерки за надградба, односно за купи куќа, која преку тој кредит ќе може да си надградува. Секој недвижен имот ќе добие своја пазарна цена. Почна постапката за масовна проценка на катастарот. За секое земјоделско земјиште, деловен објект, куќа, стан, инфраструктура, ќе се обезбедат точни податоци кои многу ќе им користат на оние кои сакаат да го продадат својот имот. За купувачите, ако сопственикот сака да го искористи да го стави под хипотека за да добие кредит од банка, и на финансиските институции. Целиот процес на проценување на вредноста на сите имоти во земјава од катастарот очекуваат да заврши за 2 години. Наскоро ќе почнат и теренските контроли. Имаме многу теренска работа, ќе бидат ангажирани и многу волонтери во целиот овој процес кои што буквално ќе треба да ја посетат секоја недвижност, секоја зграда, секоја куќа во Република Македонија, каде што ќе треба да се приберат основни податоци за истата. Масовната проценка се врши според европските стандарди и методологија. Ова е особено значење што Република Македонија од 1 јануари 2016 ги воведе и европските и меѓународните стандарди за проценување, со што потенцирам повторно, конечно ќе добиеме вистинска вредност при проценување на недвижностите. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Уште една информација за слушателите на Бројки. Во моментов на пазарот на труд се бараат 5837 слободни работни места има. Сите невработени позициите кои што се бараат може да ги погледнат на страната на avrm.gov.mk. Овде завршува уште една емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 25 февруари со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Владимир Дамјановски техничка реализација. За нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Имете убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.